Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. ВМРО-ДПМН во собранието кочи се што е во интерес на граѓаните, на општините и на државата. Наместо да се посвета на интересите на граѓаните, на оние кои ги бирале, пратениците на ВМРО-ДПМН се посветени на блокади, деструкции за лични и партиски интереси. Во Комисијата за финансирање и буџет, пратениците на ВМРО-ДПМН упорно го кочат законот за отпис на камати и репрограмирање на долгови и трошоци на јавни предпријатија. Со него се предвидува задолжителен отпис на каматите од страна на доверителите, како и репрограмирање на долговите и трошоците на јавните предпријатија со цел нормално функционирање на јавните предпријатија и непречена реализација на нивните развојни активности. Овој закон е влезен во собраниска процедура од 1.10.2020 година, точно пред 11 месеци. Во истата комисија, ВМРО-ДПМН го блокира и законот за отпис на камати и репрограмирање на долгови и трошоци на физички лица во услови на ковид криза. Со овие законски измени, јавните комунални предпријатија, јавните предпријатија и управата за јавни приходи, како и на општините и на сите други институции од јавните дејности, им се наредува да ги простат и избришат долговите на граѓаните по основ на камати во висина од 100%. Ова се однесува на сите физички лица во државата и овој закон е влезен во процедура по скратена постапка од 1. јули 2021 година, пред 3 месеци. Закочен е и проектот од Меѓународната банка за обнова и развој, Светска банка, за дополнително финансирање на проектот за поврзување на локални патишта. Со него се обезбедуваат дополнителни 37 милиони евра за делумна или целосна реконструкција на улици во речиси сите општини. Во Комисијата за труд и социјална политика, деструктивното ВМРО-ДПМН ги кочи измените на законот за работни односи, со кои недела станува неработен ден за 92% од работниците. Овие измени, кои треба да стапат на сила на 1. октомври, ќе обезбедат соодветна рамнотежа помеѓу професионалниот и приватниот живот на работниците. Да напомена дека сме добили десетици писма од Сојузот на синдикати на Македонија, кои ги не повикуваат нас пратениците. Политиката да ја наставиме на страна кога станува збор за правата на работниците. Жалам што ВМРО-ДПМН го кочи и овој закон кој што го очекуваат голем број на работници. Понатам, во Комисијата за образование и наука, пратениците на ВМРО-ДПМН со сите сили ги кочат законските измени кои треба да обезбедат трајно вработување на 4700 наставници и стручни соработници во основните и средните училишта. Очигледно е дека уште живеат во тој филм, дека работниците, наставниците треба да се плашат секоја година дали ќе ги зачуваат своите работни места. Дополнително, со овој закон се предвидува и зголемување на платите, при секое зголемување на минималната плата. Сите сте сведоци колку порасти минималната плата и сите сте сведоци дека ако основицата за пресметка биде минималната плата, колку ќе порастат платите на вработените во образование, но предвидува и исплата на додатоци на плата за претходно стекнати педагошки звања како резултат на успешност во работењето, додаток за оделенско, односно класно раководство, за работа во комбинирана паралелка и за работа во ридско-планинско подрачје, кои им следуваат, а кои досега не беа законски уредени. ВМРО-ДПМН се противи и на измените на законот за служба во армијата, со кои војниците ќе имаат право на избор, ќе имаат можност дали да продолжат во јавна служба или да добијат до 20.000 евра опремнина по навршување на 45 години возраст, како и дополнителни поволности при пензионирање. Овој закон е во процедура од февруари, односно точно од пред 7 месеци. Периодот кој многу професионални војници наполнија 45 години и имаа можност да го искористат ова право, но за жал во овој период тоа не се случи. Преку 40 закони
блокирани на комисиите чии председатели се од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, закони со кои се врши усогласување со законот за прекршоци. Нема друго образложение, освен тоа дека ВМРО-ДПМНЕ сака и понатака граѓаните да плаќаат повисоки казни, како што тоа беше во нивното 11 годишно владење со страв и закани. Овие закони се влезени во процедура од денот на конституирање на овој парламентарен состав, што значи пред повеќе од една година. Сето ова е показател за деструктивното, лицемерно и неодговорно действување на ВМРО-ДПМНЕ. Како ниту една опозиција во светот, ВМРО-ДПМНЕ е насочено директно против интересите на граѓаните, против интересите на сопствената држава. Таквото нивно унесување граѓаните ќе го ценат и соодветно ќе го казнат како многу пати до сега. Благодарам.